Повелете прашање. Боби Христов, Телма телевизија. Имавте билатерална средба со подпредседателот на САД, господинот Пенс. Што конкретно и какви конкретни пораки добивте во тие тет-а-тет средби, доколку сте во можност да ни кажете? И недвосмислена беше во јавното обраќање пораката на подпредседателот Пенс дека САД ќе го спречат секој руско влијание во регионот, но во исто време бараат храбрости од лидерите, значи и од вас, да се спротиставите на таквите обиди. Во тој вкупен контекст, кој е патот или патоказот за Македонија? Прво беше големо задоволство да се председава и ко председава заедно со Црна Гора на овој А5 самит. Задоволството е уште поголемо заради тоа што директно подпредседателот Пенс ги пренесе многу прецизно пораките кон целиот регион и кон нашата Република Македонија. На билатералната средба секако се заблагодаривме на принципиалната поддршка што САД ја дават на Република Македонија во целиот овој процес наназад, поврзан со политичката криза, но секако уште позначајно на процесот кој што новата влада го трасира, а тоа е определбата кон стратешките цели НАТО и Европската Унија, владење на правото, реформите во државата, зборувавме за планот 369, очекувањата, досегашните реализации и слично. Зборувавме за задоволството од заедничкото учество во вежбовните активности на двете армии и тоа би требало почесто да се случува. Ја искористив можноста да го поканам и подпредседателот Пенс или било кој од високите представници на Соединетите Американски држави да ја посетат Македонија. Но секако зборувавме за измореноста и можноста на влијание за појавување на вакви кризи какви што имавме заради предолгото чекање на Република Македонија пред вратите на НАТО и Европската Унија. Зборувавме за горливиот проблем кој што секако за нас е горлив, кој што Република Грција го има со нашето уставно име и побаравме помош и поддршка, убедувајќи дека ние продолжуваме со градење на пријателство, со потврдување на мерките на кооперативност помеѓу Република Грција и Република Македонија, но навистина очекуваме директна поддршка заради тоа што дефинитивно за Македонија нема алтернатива освен полноправно членство во НАТО, како што и полноправното членство во Европската Унија. Овде на самитот и во сите разговори се договоривме да не се обидува некој да го зима редот на Македонија. Македонија е следната 30-та земја членка на НАТО. Колку и да ова изгледа сатирично, навистина нашето место е многу од поодамна, заслужено, рамноправен партнер, член на НАТО алијансата. Јас сум убеден дека новата влада ќе ги даде сите можни причини за да добиеме понатамошна поддршка и помош од Соединетите Американски држави. Тоа беше недвосмислено истакнато од страна на подпредседателот Пенс и на самиот самит, но и во неговото јавно обраќање пред сите присутни пред медиумите. Зборувавме дека секако многу тоа зависи од нас и од Грција. И ние ќе направиме се што можеме за да го придвижиме токму овој процес, но зборувавме дека навистина сме заокружени со земји членки. Македонија остана како една, би ја нарекол во наводници, црна дупка, заокружена Романија, Бугарија, Грција, Албанија, Црна Гора, се околу нас се членки на НАТО. Крајно време е навистина да го заокружиме и овој дел во делот на НАТО покриеноста и нашата партиципативност. Но отворивме дебата и разговаравме за желбата на македонската влада за 0,2% од бруто домашниот производ годишно да го зголемува буџетот за армијата, посебно за интероперабилноста и за нашето зголемување од 10 до 20% во учеството на мисиите во Авганистан и другите мировни мисии кои што НАТО ги има, каде што Македонија со гордост учествува во споделувањето на сочувувањето на заедничкиот и светски мир, но секако и сочувувајќи ја слободата како врвно достигнување на демократскиот свет. Јас сум повеќе од задоволен од тоа што можевме да го искористиме и на самитот, но и на билатералната средба. Сакам да ја испратам пораката до нашите граѓани во Република Македонија, да бидат среќни и да знаат точно дека Америка останува сериозен партнер на Република Македонија во сите наши аспирации за интеграции, но секако и во сите наши аспирации за
дополнително демократизација на целокупното наше општество. Благодарам. Повелете. Yes, okay. Сеад Резвановиќ, телевизија 24. Премиере, како што кажавте и вие, проблемот со Грција останува еден од главните проблеми за интеграцијата на Македонија во НАТО. Кажавте дека сте побарале поддршка од подпредседателот Пенс, но добивте ли од него некаков одговор што можат Соединетите Американски држави повеќе да направат во овој правец, бидејќи, како што знаеме, поранешните притисоци на администрацијата на САД не помогна Македонија во 2008 да стане членка. Може ли сега да се направи некаков поинаков приод кон решавањето на ова прашање? Јас ќе бидам навистина многу внимателен заради тоа што ја разбирам и Република Грција во севкупното нивно поставување во поглед на овој проблем. И реално, исклучително ќе се поставам и во иднина вака ќе се поставувам и јас и владата, само позитивно, пријателски настроено, со голем оптимизам. Сериозно е прашањето, има своја длабока суштина, но Соединетите Американски држави во минатото многу помогнале. Верувам дека ќе помогнат и во процесот кој што доаѓа пред нас. Конкретно беше кажано од подпредседателот Пенс дека во вистинскиот момент Соединетите Американски држави ќе помогнат за надминување на овој проблем. Знаете дека постојат многу повеќе алтернативи на нашите очекувања за добивањето конечно на таа покана од толку посакувана покана од НАТО алијансата, но јас оставам да течат процесите, да градиме билатерални дополнителни соработки кои што веќе отпочнаа, посебно преку посетата на нашиот министар за надворешни работи на Атина. Верувам дека ваквите посети ќе се интензивираат, почнувајќи од посетата на министерот за надворешни работи на Грција на 31 мај, мислам дека е дефинирана. Се надевам дека ќе има посети на премиерско ниво. Сето тоа треба да ја направи 2018 година, позитивна година за Република Македонија во поглед на членството во НАТО. Други прашања, повелете дали има? Зоран Богатинов, Македонска телевизија. Премиере, подпредседателот Пенс спомна дека биле елиминирани терористички активности благодарејќи на Македонија, на Косово и на Албанија заеднички активности нели против овој тероризам, можен тероризам во овие земји. Дали се уште постојат такви закани за Република Македонија и за регионот? Едно од работите за кои што и се дискутираше на самитот, а осврт има голем дел и од говорниците, така и подпредседателот Пенс, беше заклучокот дека благодарение на успешната соработка која што НАТО ја има овде во целиот регион, на вистина се отклонуваат превентивно сите можности за можни терористички активности и со нивно присуство овде во регионот. Во моментот на вистина не само Македонија, туку и целиот регион е стабилен во тој поглед. Заедно во соработката со пријателите од НАТО алијансата, вклучувајќи ги Соединетите Американски држави, заедно менаџираме и ние како Македонија. Јас сум детално информиран и од министерот за внатрешни работи за ваквите активности. Не постои во моментот страв од можни терористички активности во Македонија и во регионот, но тоа не значи дека будно треба да се следат сите активности, заради тоа што тероризмот е присутен насекаде во светот и нашите земји сигурно нема да бидат изолирани ако некој се посвети на таква работа, како што гледаме како тоа се случува насекаде во светот. Затоа мора да останеме будни, внимателни, препазливи и во регионалната соработка на тој план, но и на планот на меѓународната соработка во поглед на разбивањето на антитероризмот, радикализмот и екстремизмот кој што е присутен насекаде во светот. Други прашања дали има? Ви благодарам на сите за вниманието.